Апанажата, која ми е одредена како бивш премиер, е согласно законот. Изјави денес бившиот премиер Димитар Ковачевски на прашањето дали му е незгодно што една година ќе прима апанажа од 2.500 евра месечно. Јас бев председател на владата во едно исклучително тешко време. И својата функција обавував согласно законите на Република Северна Македонија, согласно законот за влада и согласно законот за избори и поднесов оставка. Така да сите одлуки кои што се носени после тоа во однос на примањата на функционери кои обавувале такви функции се направени согласно закон и согласно со одлуки на собранието. Сметам дека сите треба да ги почитуваат законите и токму како резултат на такви закони кои што се почитуваат имаме изголемување и на минималната плата за огромен процент повеќе во однос на 2016-2017 година и имаме изголемување на просечната плата. На дилемата дали Ковачевски го следува апанажа бидејќи поднесе оставка, тоа е со следниот став. Мандатот на председател на влада и на членови на влада завршува на 100 дена пред изборите. Што значи дека било кој председател на влада, согласно и било кој министер, бидејќи кога ќе даде председател на влада оставка, автоматски и министрите се во оставка, тоа значи дека согласно законот е поднесена оставката. Да не било такво законско решение, тогаш не би била ни оставката. Оставката е заради исполнување на законската обврска мандатот да престане на 100 дена пред одржување на изборите. И согласно со тоа завршува мандатот. Високите апанажи повторно ја разлутија јавноста, па од тука и прашањето дали тие треба да се укинат. Тоа треба да се види во парламентот. Јас сметам дека доколку некој извршувал општествена функција или било која друга функција, тогаш треба да следува апанажа со оглед на тоа да може да искористи одреден временски период за да својата кариера да насочи кон нешто друго.